Добро утро, поздрав до вас и до нашите гледачи. Убаво ја најавивте темата. Ние се наоѓаме на територија на општина Аеродром, поточно во општина Аеродром. Утрово разговарам со градоначалникот Дејан Митевски. Добро утро, како сте, дрова? Добро утро и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Ова е тема која што постојано треба да зборуваме. Направивте ли контрола, увид на објектите во вашата општина? За жал, поради несреќата која што се случи во Кочани, не алармираше сите нас како институции да извршиме дополнителни и вонредни инспекцијски контроли во сите објекти за кои што сме надлежни како институции. Во дел од објектите, односно угостителските објекти, контролите се комплетно завршени и во текот на оваа недела и наредната продолжуваме со контроли во стамбените згради, односно објектите за колективно домување, се со цел да видиме, да укажеме и да превенираме од аспект на можните несакани последици од пожарите и како граѓаните се заштитат. Имаше ли неправилности, како ќе се постапува во иднина? Во различни објекти се утврдени различни неправилности. Има неправилности кои што се суштински, кои што ќе бараат и затварање на некои објекти, меѓутоа има неправилности кои што не се суштински од аспект на нормалното функционирање на објектите и општината ги задолжува со дополнителен рок собствениците на локалите да ги обезбедат потребните документи и да ги достават до општината. Покрај исполнување на стандардите за заштита на пожари, во овој момент при оваа вонредна контрола на сите објекти, како институции ги контролираме исполнителноста на сите стандарди, односно поседувањето на целокупната документација која што не се однесува само на заштитата од пожари, туку се однесува и на заштита на животната средина, поседување на одобрение за урбана опрема и така натаму. Една низа на документи кои што треба ги поседуваат угостителските објекти. Општина Аеродром е урбана општина, има голем број на угостителски објекти, дополнително увид ќе се бара, ќе се изврши односно во основните училишта и градинките и ги споминавте и вие колективните згради. Се носеше деновиве голем број на дополнителна опрема која што нели во случај на пожар би требало да користат станарите. Да, извршивме контрола на сите училишта и градинки на територијата на општина Аеродром и за среќа ги исполнуваат оние пропишани стандарди за заштита и спасување. Сите училишта имаат планови за евакуација, сите училишта и градинки имаат изготвени елаборати за заштита и спасување, така што можам да кажам дека учениците и дечињата во градинките се безбедни од овој аспект. Во однос на контролата на стамбените згради, во прва фаза ги извести на стамбените управители и заедниците на станари да извршат контрола и проверка на опремата која што ја поседуваат од аспект на постоење на противпожарни црева, исправност на хидранти, постоење на противпожарни апарати, достапност на скалите и излезите за евакуација. Имаме ситуација каде што истите се попречени од страна на стар мебел, од страна на некакви прегради, дури имаме ситуација каде што со зидови се затварани излезите за евакуација и се тоа треба во наредниот период во соработка со инспекцијската служба на општина Аеродром ќе бидат задолжени станарите на собствениците на станови овие неправилности да ги отстранат. Имаш ли вакви контроли во минатото? Да, постојано правиме контроли, меѓутоа ваква масовна контрола во рамки на општина Аеродром немало, имајќи предвид дека надлежностите, изворните надлежности на општините не се однесуваат на заштита и спасување, односно на исполнетост на стандарди за пожари. Како општина имаме надлежност да провериме, односно да изработиме и да одобриме елаборат за заштита на животната средина и тука се фокусирани нашите надлежности, не и од аспект на заштита и спасување, меѓутоа имајќи предвид целокупната ситуација која што ни се случи, не алармираше нас како општини. Сите оние приброени документи кои што ги добивме од инспекцијските контроли, а не се во наша надлежност, ќе ги доставиме до надлежните институции, дали Дирекцијата за заштита и спасување, дали пазарниот инспекторат, се со цел да спроведат и понатамошни мерки согласно нивните надлежности. Каква е соработката со останатите општини на ниво на нашата држава? Да, во рамки на заедницата на единиците на локална самоуправа сме координирани како институции. Можам да кажам дека имаме одлична соработка, понудена е помош на сите општини кои што немаат одреден тип на инспектори, да од друга општина може да се
да се преземе во соодветна постапка, така што можам да кажам дека како општина сме координирани и имаме одлична соработка. Јас секогаш ставаме акцент на најмладите. Во минатото имаше голем број на вежби за евакуација и кога ние бевме ученици, меѓутоа и новите генерации можеби знаат повеќе како да постапуваат. Продолжува ли понатаму? Да, и во минатото и во наредниот период се одржували, ќе се одржуваат вежби за евакуација, вежби за заштита и спасување во основните училишта. Тоа е дел и од образовната програма, така што и во наредниот период ќе се организираат такви вежби во соработка со Црвениот крст, во соработка со Противпожарниот сојуз и другите надлежни институции за ова прашање. Благодарам многу. Благодарам на вас.